Господине Бакију, ке те снема ако вечерва продолжиш со активности и одржуваш собери. 10 години поминав во затвор и уште 10 ќе ги преспијам ако треба. Вечерва те чекам во Дервен, гласи заканувачката порака пратена до кандидатот за градоначалник на движењето Беса за општина Сарај Башким Бакију. Заканувачката порака на мобилниот на Бакију пристигнала завчера нешто пред 17 часот, пошто Бакију загрижен за својата безбедност отишол во полициската станица Центар. Според СВР Скопје, Бакију дошол околу 19 часот и рекол дека во текот на денот добил СМС порака со заканувачка содржина, но бидејќи брзал за да одржи ненајавен митинг во местноста Дервен во општина Сарај, се откажал од пријавата и заминал. Нешто пред 20 часот Бакију се јавил на телефонскиот број 192 и го пријавил митингот за кој побарал и полициско обезбедување. За среќа митингот завршил без инциденти, а Бакију бил повикан официјално да го пријави случајот во полиција. Значи, вака, бевме ние да пријавиме во полициска станица Беко. Меѓутоа, бевме во период на промена на смената, а во меѓувреме митингот требаше да се одржи во 8 сати. Во секој случај ние пријавивме што конкретно беше содржината на пораката, заканувачка и да престанам со активностите во општина Сара и митингот кој што требаше да го реализирам. Но поради тоа што требаше да чекам, а ја бев одлучен да го реализирам митингот. Во меѓувреме потоа тој ми рекол дека треба да пријавам во полициска станица во Сарај. Тоа беше пријавено. Имам документ дека е пријавен случај. Дојдоа инспекторите, ме сослуша и очекувам што побрзо случајот и заканувачот да се најде. Случајот беше пријавен и беа известени представници на меѓународните организации, во случајот и ОПСЕ, МОСТ и други организации кои што се занимаваат со наблюдување на изборите. Поднесов и приватна пријава, бидејќи така ми препорача една службена и една приватна, за процедурата да биде комплетна. Движењето Беса остро ги осуди ваквите заканувачки пораки и сметаа дека ова е неуспешен обид да се создаде терен за предизборно насилство. Беса ги повикува службите да реагираат веднаш, а представниците на меѓународната заедница да бидат препазливи во функција на нивното недвосмислено ангажирање за мирни, коректни и демократски избори. Времето на вакви закани помина во моментот кога се преполови силата на партиите кои промовираа кампања со закани инциденти. Овие закани нема да не заплашат, ниту одвратат од нашите стремежи, бидејќи имаме поддршката на албанците. Албанците се сити од насилство и изборни нерегуларности. Затоа со масивно излегување на избори ќе се спречи секој обид за неправилности, стимулиран од кој било. Овој случај е последен во низата инциденти кои фрлија црна дамка на предизборието во пресред на локалните избори. До сега беа регистрирани неколку искршени партиски штабови, претепани кандидати за градоначалници, како и смртта на независниот кандидат Али Табази кој беше застрелан на 27 септември во вооружен инцидент во центарот на Кичево, заедно со шефот на неговиот изборен штаб кој за среќа го преживеа нападот.